Новинарката на Македонската информативна агенција Ирена Радовановиќ добила смртни закани од лице со лажен профил на Facebook, на кој според неја нема фотографии, нема пријатели во листа и е наменски отворен за да се заканува на неистомисленици. Радовановиќ во својата колумна за Дневник ги обелодени заканувачките пораки, а за телевизија Нова раскажува како ги доживеала ваквите заплашувања. Не ми е прв пат да добивам пораки, меѓутоа овие што ми ги прати лицето, Славица Петковска со лажен профил, беа доста беа страшни. Јас до сега вакви закани не сум добила. Дека ќе ме затворат во Идризово. А зашто да ме затворат? Дека не се согласува особата со моето мислење да ме затворат во Идризово. Тоа потсетува на времето на поранешна СФРЈ, кога за неистомислениците ги ставале на Голи оток ги носеле. Тоа беше првата закана која ми стигна и тогаш, иако не ми беше сеедно кога ја прочитав заканата, бев исплашена, но одлучив да не ја давам толку големо значење, оти разбрав дека е истото лице и на други се заканува. Меѓутоа, кога ми стигна втората закана, значи тоа беше првата закана, ми стигна 2 март. Значи после беше во март, вторава ми стигна минатата сабота и прво ме изненади како личноста се уште е фокусирана на мене. Втората порака беше страшна. Од тоа дека ќе ме носат во душевна болница на Косово, дека таму ќе ме силуваат, ќе се изживуваат врз моето тело. Потоа ќе ме носат во жолтата куќа, која нели познато е дека жолтата куќа таму се вадени органи на луѓе и препродавани. Радовановиќ вели дека од пораките може да се забележи дека не се работи за неписмен човек, туку образован кој го владее добро правописот. Се сомнева дека зад заканите стојат лица кои сакаат на ваков начин да ја исплашат и да извршат притисок врз новинарите. Се сомневам дека се лица од Социјалдемократскиот сојуз, можно и од албанските партии, пошто се спомнува Косово, жолтата куќа, не знам, меѓутоа најверојатно се работи за некој од Социјалдемократскиот сојуз член, поддржуваат, симпатизер. Колку што забележувам, не само кон мене, него за честија таквите закани, што значи паѓа во вода дека тие се лица што можат многу лесно да прифатат туѓо мислење. Јас често велам, некој ако ви се представи како демократ, почнете да му контрирате, тогаш ќе го видите колку е тој демократ. И се гледа дека тие се демократи само на збор, на уста. Новинарката очекува надлежните органи да откријат кој стои зад овие пораки, а личноста да биде соодветно санкционирана. Одговорност мора да има, а новинарите не смеат да бидат изложени на закани по живот и да живеат во страв, вели Радовановиќ.